Почитувани гледачи на КН телевизија, во продолжение ќе го гледаме спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Навистина богата спортска понуда, буквално во сите спортови имавме изминатата недела. Меѓутоа спортскиот преглед ќе започнеме со она што беше нормално најважно. Тоа секако е настапот на сениорската репрезентација на Македонија, фудбалска секако. Најпрво оној надпревар против Косово, полуфиналето од плејофот, победа од 2:1. Меѓутоа за тоа веќе гледавте минатата недела во изданијата на вестите на КН телевизија. Денес ќе продолжиме онаму каде што застанавме, а тоа е надпреварот против Естонија кој што се одигра синоќа на гостински терен во рамки од третото коло на С дивизијата од Лигата на нации. 3:3 заврши надпреварот. Македонија, иако фаворит, не успеа да победи на овој надпревар, меѓутоа сепак не е лошо. Другиот надпревар помеѓу Ерменија и Грузија заврши 2:2, па така Македонија и Грузија остануваат на делба на првото место со по 5 бодови, а веќе во среда ќе играме еден директен дуел против Грузија за пласман на првото место. Со Грузија сме конкуренти и во баражот за пласман на Европското првенство, меѓутоа тој надпревар со Грузија во Тбилиси ќе се одигра наредниот месец. Така, конечни 3:3 на овој надпревар. Одиме веднаш со пресконференцијата на македонската репрезентација од Талин. Значи, тие што настапија, голем дел од нив игра и на надпреварот со Косово, влегува како замени. Значи, влезе и Спировски, влезе и Трајковски, влезе Тричковски, влезе и Кире Ристевски. Така да, тие беа дел од надпреварот со Косово. Значи, идејата беше да им дадам можност, се со цел да одморам дел од оние што има главен терет и исцрпувачки меч со Косово. Мечот со Косово знаеме дека беше од секаков аспект важен за нас и од тие причини, нели, им понудив можност на фудбалерите. Сега на нив е дали ја искористија или не. Моја е да им дадам можност да покажат дека со квалитетот, со игрите, со настапот заслужуваат да бидат дел од репрезентацијата, односно да стартуваат за првите 11, а сега кој искористи, кој не, нормално дека ќе мора да почека и друга можност. Ако нешто одделно надпреварот, сум задоволен од тие последни 30 минути, каде што успеевме да избегнеме пораз кој за мене не е задоволувачки, затоа што мораше тука да освоиме 3 бода и со оглед на резултатот од надпреварот останатиот во групата ќе не доближеше многу до првото место. Вака пак сме први, но сепак треба да одиме, нели, по потешкиот пат. Има уште 3 надпревари до крајот и нормално дека ќе дадеме се од себе да стигнеме до тоа посакувано прво место. Тоа беше размислувањето на селекторот Игор Ангеловски. Уште еднаш да потсетам, Македонија следниот надпревар во рамки на четвртото коло од С дивизијата од Лигата на нации на УЕФА ќе го одигра во среда на домашен терен против Грузија во Скопје со почеток во 20 часот и 45 минути. Кога сме кај фудбалските репрезентации, младинската репрезентација до 21 година, утре со почеток во 14 часот и 30 минути на тренинг комплексот на ФФМ Петар Милошевски во Скопје, ќе игра против директниот конкурент за второто место, репрезентацијата на Израел. И тука се надеваме дека младите фудбалери ќе забележат победа и ќе го задржат тоа второ место на табелата кое што носи пласман на Европското првенство. Спремни сме да дадеме сите 100% и повише од 100%. И се надеваме и ние на 3 бода, значи ќе дадеме се од себе, ќе се придржуваме на инструкциите од селекторот и тоа е најбитно за нас. Чувствувате ли дека сте близко до пласман во бараж за Европско првенство, иако по промената на системот на надпреварување тоа ќе биде потешко или потежок е патот за... Па, искрено ви кажам, на нас е да ги одиграме добро сите утакмици до крај, да земеме колку што може поише бодови, а на Господ е што се вика дали ќе се пласираме на Европско или не. Ни преостана уште 4 надпревари до крајот, со овој собир со претходниот надпревар. Ја одработивме нашата работа добро во Казахстан, како што знаете вие. Се држивме на селекторот на зададените задачи и наша цел е, секако дека тоа е наша цел, се надеваме сите заедно работиме на тоа да ги добиеме следните 3 надпревари.
Па види, секој надпревар си има свое значење. Израелците се еден добар, квалитетен тим, го момците се спремни, ја тоа можам да го гарантирам и заедно со селекторот идеме на 3 бода и идеме таму исто кај нив во Израел да ги добиеме исто, па се враќаме тука со Црна Гора и мислам дека ќе биде окей. Баш затоа ти кажувам дека мораме на сите 3 преостанати надпревари да дадеме 200%, сите ние и знаеме дека ако ги добиеме 3 надпревари имаме некои шанси да играме на европско првенство, имаме тие квалитети, момците се спремни за тоа и гарантираме дека ќе дадеме се од себе. Со спортскиот преглед ќе продолжиме со локален спорт, односно со резултатите од 7-то коло на втората лига Запад. Екипата на Гостивар, лидерот на табелата, го совлада Влазрими со 1:0 на гостински терен во дербито на колото со голот на Армен Даути во 67-та минута. Во полошкото дерби Вардар Форино Тетекс 5:0, Шпен Тасани во првата минута од судиското на дополнување на првиот дел за 1:0, 2:0, 58-та минута Елмир Али, 3:0 истиот играч во 67-та минута, во 91-та минута Мухамед Бекир 4:0 и повторно Елмир Али, хет-трик за овој играч во 93-та минута за конечни 5:0. Дрита Кораб 1:1, Ардит Демири за Дрита и тетовецот Михајло Јахимовски за Кораб. Стрелци Скопје Велешта 1:1, Дино Најдовски го донесе Скопје во водство во 11-та минута, Самет Кадриовски израмни во 92-та. И на последниот надпревар Кадино Охрид 1:0, Кристијан Ивановски од пенал во 21-та минута, стрелец на победничкиот гол за екипата на Кадино. Табелата е следна. На првото место Гостивар со 17, следува Скопје со 14, Велешта 12, Кораб 11 бодови, на петтото место Влазрими со 10, на делба на 6-то и 7-то место Кадино и Охрид со по 9 бодови, на 8-то место Вардар Форино со 8 и на последните две позиции Дрита и Тетекс со по 3 бодови. Навистина во независна состојба ситуација се двете тетовски екипи, Дрита од Боговиње и Тетекс од Тетово. Сега ќе ги видиме головите од надпреварот помеѓу Дрита и Кораб, кој што заврши 1:1. Домашните дојдоа во водство во 51-та минута со голот на Арди Демири. Меѓутоа, радоста на домашната екипа траеше кратко, односно се до 67-та минута, кога Михајло Јакимовски со голот слободен удар го изравни резултатот на 1:1, со што го постави конечниот резултат на овој надпревар. Престојниот викенд ќе започне, односно планирано е да започне и третата лига Запад. За таа причина беше извршена и ждрепката, двојките за првото коло се следниве. Речица Врапчиште, Напредок Зајас, Пролетер Тумчевиште Арсими Чегране, Нераште Љуботен, Беса Добридол против Трабзонспорт и екипата на Камењане е слободна во првото коло, што значи дека 11 екипи ќе настапуваат во третата лига Запад. Интересно е тоа што на територијата на Македонија функционираат вкупно 5 трети лиги. Западниот регион важеше за еден регион каде што има голем број на екипи, меѓутоа интересно оваа сезона во Западот има најмалку екипи. Од минатата сезона недостасува екипата на Флямуртариот Дебреше, која што беше дисквалификувана уште пред прекинот на сезоната поради COVID-19, и недостасува Тетекс, кој што се откаже од настап, бидејќи настапува во втора лига Запад. Нормално, а нова екипа е само Врапчиште, која што до моментот на прекинот беше на првото место на табелата во општинската лига Гостивар. Во продолжение ќе може да го погледнеме разговорот со Дејан Савевски, капитен на фудбалскиот клуб Љуботен, за очекувањата, амбициите на најстариот македонски фудбалски клуб. Погледнете во продолжение. Савевски, кога точно започнува првенството, со кого играте во прво коло, беше извршена ждрепката овие денови? Овие денови, да, договорено е да се стартува
наредниот викенд, тоа е 17 и 18. Ждрепката беше направена, во првото коло се среќаваме на гости со екипата на Нераште. Мислам дека оваа година имаме поволна ждрепка во есенскиот дел, така да Како течеа подготовките? Дали одигравте контролни надпревари? можам да кажам дека Љуботен е веќе во надпреварувачки процес. Како што знаете, нели имавме надпревар во 16 финалето во Купот на Македонија со екипата на Пелистер. Претходно одигравме неколку пријателски, после таа утакмица одигравме исто така доста пријателски. Еве веќе овој викенд играме во Джепчиште со екипата на Кастриоти пријателска. Така да можам да кажем дека сме спремни и по она што го прикажавме во надпреварот со Пелистер, мислам дека оваа година може да конкурираме и да се бориме за влез во втора лига. Ќе да прашам и за амбициите, меѓутоа прво кажи ми дали има промени во играчкиот кадар. Нови фудбалери, заминувања. Играчкиот кадар е генерално ростерот е задржан. Со тоа што имаме освежување во екипата, ни пристапи од младинскиот погон на ФК Тетекс играчот Љупче Петковски. Како и во договор со управата, оваа година ангажираме и играчи од младинската школа на Љуботен. Значи веќе се приклучи во екипата 16 годишниот Алмир Јашари. Очекуваме во наредниот период и да се приклучат уште 1 до 20 играчи. Заминувања. Заминување за сега немаме. Сега кажа дека Љуботен може да се вмеша во борбата за втора лига, меѓутоа кои се амбициите на клубот? Дали тоа е и амбиција на клубот за оваа сезона? Според реномето на клубот, ние како Љуботен секогаш целиме на едно од првите места што водат ранг погоре. Така и оваа година. Оваа година покрај надпреварањето ќе се соочиме и со друг проблем, тоа е ситуацијата со ковидот, што ако ескалира може и да доведе и до прекин на првенството. Но тука ќе коментирам само надпреварувањето. Како што кажав, имавме надпревар со екипата на Пелистер во 16 финалето од Купот, каде што одигравме доста солиден надпревар, дисциплинирано. Екипата покажа зрел карактер, дека е спремна и за поголеми дострели. Кои од екипите може да ги сметаме за најголеми конкуренти на Љуботен за првото место? Тука е дефинитивно ФК Беса од Добри Дол, кој, знаете, и лани по прекинот на првенството беше шампион, но поради X причини не влезе во втора лига. Сега, првенството се прекина некаде средината на март минатото првенство. Уште не беше започнат пролетниот дел од третата лига Запад, што значи дека последните надпревари официјални, освен ако ги земеме овој куп надпревар со Пелистер, и Љуботен и останатите екипи ги имаат одиграно дури во ноември минатата година. Со оглед на тоа што сега сме некаде средината на октомври, речи си една година без официјални надпревари. Како ова се одразува на фудбалерите и во тренажниот процес, но како ќе се одрази на надпреварите? Дали може да очекуваме дека ќе има и повреди или тоа го имате предвидено и веќе добро имате истенирано? Па вака, значи можам да кажам дека ние после новата година, значи пред почетокот на пролетниот дел од новата сезона, значи минатата сезона, ние почнавме со пријателски надпревари и веќе имавме одиграно неколку и одеднаш се ФФАМ одлучи да се стопира првенството. Што значи дека ние од март немаме одиграно, да речем под наводници, официјални утакмици. Дека играчите се склон кон повреди, да, веќе имаме неколку ситуации, се пожалија двајца-тројца на играчи на ситни повреди. Се надевам дека нема да бидат некои сериозни проблеми. Освен онаа повреда на надпреварот со Пелистер, каде што веќе во втора минута имавме измена. Играчот Станиша Златановски имаше скршеница на ногата и мораше да биде заменет. Сега ако ќе земеме дека Љуботен ќе освои првото место оваа сезона во трета лига Запад, какви би биле шансите на Љуботен во евентуален бараж за пласман во втора лига? Бидејќи знаеме има 3 региони под втора лига Запад, а само 2 екипи ќе влезат во втора лига. Какви би биле тога шансите на Љуботен спрема другите екипи, према фаворитите Фортуна и Локомотива, да речеме се фаворити во северниот регион, Караорман во југозападниот регион? Во моментов не ги знаеме доволно квалитетите на тие првенства. Мислам дека доколку би дошле до таа ситуација да се бориме за
бараш надпревар, ние сигурно би довели неколку засилувања, релевантни што се за тој надпревар. Така да не е исклучена ни една, не е исклучена ни една можност. Сладки ти благодарам за гостувањето во спортскиот преглед на КМ телевизија. Ви Благодарам посакувам и вас. успех. Да, се надевам дека добро ќе стартувате и дека љубовта ќе биде пак на крај на сезоната. Благодарам на КМ телевизија. Поздрав. Во женската фудбалска лига се одигра надпреварите од 9-тото коло. Неочекуван кикс на екипата на Љуботен, само 1:1 на гостувањето во Битола против Атлетико. Домашните дојде во водство во 30-тата минута со голот на Јована Павловска, додека Јулија Живич во 78-та минута го израмни резултатот. Меѓутоа, екипата на Љуботен после надпреварот најави жалба за неправилен настап, односно за екипата на Атлетико настапила фудбалерка која што не била внесена во записникот, односно настапила на туѓа легитимација. Доколку Фудбалската федерација на Македонија утврди дека сето ова било така, за очекување е дека Љуботен ќе го добие надпреварот со 3:0 службено, меѓутоа тука имаме и многу основи на кривично дело. Не знам како 13 годишно девојче се става да настапи на туѓа легитимација. На останатите надпревари, Каменица Саса Шкендија 6:1, Плачковица Тиверија 0:4, Кочани Речица, внимавајте, 1:14. На полувреме 0:10. Истатов Ас Юнајтед 1:3, Шкупи Топ Гол 2:7 и Борец Скопје 0:9. На табелата во водство е екипата на Скопје со 24 бодови, следува Ас Юнајтед со 22. На делба на третото и четвртото место се екипите на Деспина и Саса со по 21 бод, најголемите претенденти за титулата, но мора да напоменеме дека овие две екипи имаат по еден надпревар помалку, бидејќи во женската фудбалска лига настапуваат 15 екипи, односно непарен број, и токму поради тоа секој коло имаме по една слободна екипа. На петтото место Тиверија со 20, следува Шкендија на шестото место со 15, Речица 7 со 14 и на делба на 8 и 9 место Топ Гол и Љуботен со по 13 бодови. Ако евентуално Љуботен го доби овој надпревар со Атлетико со службен резултат, би имал 15 бодови и ќе се издавни со екипата на Шкендија на делба од 6 и 7 место. Па добро, се жалиме со оглед на тоа дека домашната екипа имаше неправилен настап на еден од играчите. Според пропозициите и правилникот на федерацијата за такво нешто, значи се добива надпреварот со 0:3 службено. Значи ќе пробаме да го искористиме таа, да кажам, непажња на екипата на Атлетико и резултатот заврши 1:1, меѓутоа ќе поднесеме сега жалба до федерација да се додели службено 0:3 надпреварот согласно член 100 став 3, 6 и 9, прекршен е правилникот на федерацијата и прописите за надпреварување, така да се надеваме дека овој нерешен резултат ќе го компензираме со добивање надпреварот на службена маса од 0:3. Еве, гледачите веројатно не знаат што значи член 100.3, 6 и 9. Вака пластично да објасниме, каде направија прекршок од женскиот фудбалски клуб Атлетико. Од Атлетико направија прекршок така што, значи, пластично кажано, настапува играч под туѓа фудбалска легитимација, а воедно играчот кој вистински играш на теренот нема навршени 14 години, а тоа според овој член 3, 6 и 9, член тоа е 100, став 3, 6 и 9, не го дозволуваат тоа, така да тоа е членот по кој основот по кој бараме 3 бода од овој надпревар. Тоа беше што се однесува до женскиот фудбал, односно воопшто за фудбалот. Ќе продолжиме со кошарката. Кошаркарската федерација на Македонија го одложи стартот на првенството на неодредено време поради голем број на заразени кошаркари, членови на стручните штабови, членови на екипите во прволигашката конкуренција, а сето тоа се одразува и на екипите од втората лига. Тука се пријавени 22 екипи, се уште немаме поделба ниту по групи, а не пак да се направи некој распоред како би се играло, и голем број на проблеми, и токму заради тоа во продолжение ќе го погледнеме разговорот со Славчо Марковски Чаве, председател на кошаркарскиот клуб Тетекс, кој што подетално ќе ни ја објасни состојбата во македонската кошарка. Разговарам со Славчо Марковски Чаве, председател на кошаркарскиот клуб Тетекс.
Чаве, каква е состојбата со втората кошаркарска лига? Дали има некој план за почеток на првенството? Од последните најави што ги имам, ми се чини дека и првата лига нема да продолжи со надпреварување. Имаше најава дека во сабота треба да се одигра неколку кола, бидејќи ФМП има скоро 7 заболени. Тие не се во опција да игра наредни 2-3 недели, ќе се уклучи малку покасно. Меѓутоа, во последната најава, од последните тестирања на прволигашите, скоро секој прволигаш има по 1 или 2 заболени. Така да и во наредните 14 дена нема да се игра кошарка во прва лига. А за втора лига, да ви кажем, дека тешко ќе се почне, затоа што 22 екипи се во втора лига, треба да се направат 22 ковид теста. Што ќе излезе од тие тестови не знаеме. 7 часа треба пред надпрв да се направат тие тестови. Веројатно и од тие 22 екипи, веројатно повеќе екипи ќе има заболени, така да и втората лига останува неизвестна, па не знам и годинава дали ќе се почне со играње во втора лига. Наредната недела, баш сега пред малку разговара со председателот на Сдружение на втора лига. Тој најавува следната недела да имаме состанок на Сдружение на втора лига и да разгледаме некои точки, да утврдиме некои точки, да дадеме некои препораки до Федерацијата, дали ќе се усвои или нема да се усвои. Имаме некои предлози, што тие тешко ги прифаќаа. Ние предложивме да тие ковид тестови како што ги платили во прва лига, машка и женска лига, така и кај нас да ги платат тестови. Тие не се во можности да направат, така да останува тоа на клубовите. Ние, како втора опција ни беше, котизацијата минатата година беше 1000 евра, ние предложивме да биде годинава 500 евра. Меѓутоа и тоа не е. До вчера имали управен одбор, не верувам дека го прифатили, така да сите тие наши предлози остануваат да и ние предложивме да 2 екипи, Перистер 2 и една екипа од Куманово 2, нема од агенција Спорт и млади, нема за дејност спорт. Тие поднеле барање тек не знам на 5 септември. Така да пријавувањето беше до 1 септември. И ние одлучивме како здружение да тие 2 екипи не се прима. Меѓутоа Федерацијата како федерација води некоја политика и кажува дека и тие 2 екипи ќе бидат приклучени. Така останува да брои втората лига 22 екипи, уште нема никаква поделба, има 8 екипи има Скопски. Тие 8 екипи ќе бидат поделени 4 во една група, 4 во друга со попатна ждрепка. Така уште тоа ништо не е направено. Вчера имало управен одбор, заклучоците ги немаме. Ја разговарав и со председател на Сдружение на втора лига. Тој кажува дека ни тој нема никакви одлуки од управниот одбор. Онлайн бил управниот одбор. Така да мислим дека тешко ќе оди одигрувањето на оваа сезона во втора лига, а за прва лига најава има дека и во наредните 14 дена нема да се игра кошарка. И добро, што со второлигашките клубови ако оваа сезона не се игра кошарка? Сега, како што разговарав ја со председателов, тој најавува да го прескочиме овој период сега до крај на годинава, што не е у интересите. Ние се влеговме по сали, се троши и средства се троша. Сега ако се не се игра годинава, да почнеме негде тамо во март, април да се игра забрзано нешто, у тој смисол да се одигра лигата за 2-3 месеца да се одигра цела лига. Ја мислим дека е тоа невозможно затоа што има 22 кола за играње. 22 кола треба да се игра следа недела. За мене неприфатливо, поготово за Тетис, затоа што ми
пола екипа ни е вработена, така да у тие неработни денови тешко дека екипата ќе може да се собере и тешко дека ќе може да патува негде. Не знам, тешко е за ја им предложив на нив дека ние не прифаќаме никаква комбинација околу тоа, околу такво надпрерување, како некоја што беше среда сабота, среда недела. Мислим дека тешко ќе оди, тешко. Не знам. Дали во опција е забрзано играње на пролет, само нокаут мечеви, без играње во лига или во група? Ништо не е разговарано. Ви кажав дека наредната недела најверојатно ќе имаме состанок Сдружение на втора лига и ќе донесеме заклучоци што ќе ги презентираме на федерацијата и ние ќе бидеме на став дека некои точки што ќе зацртаме да стоиме позади нив. Така да федерацијата не може да нема втора лига. Како ќе биде, како ќе функционира тоа, не знам. Ако се игра само прва лига, а втора лига не се игра. А ние ќе донесеме заклучоци дека со нашите барања, што ги имаме неколку барања тама, ако тие барања не се исполни, дека ние нема да настапиме во втора лига. Што ќе биде, како ќе биде, да почекаме уште некој ден, да во текот на наредната недела имаме состанок на Сдружение на втора лига и да одлучиме што понатаму. Тешка ќе биде состојбава. Гледам ја сега и пратим и овие резултатите што се последни. Бројката се движи во нагорна линија, 200 па 300, нешто има најава може да иде и до 500 и до 1000. Во такви околности тешко да се игра кошарка во втора лига, па и в прва лига. Сега конкретно за кошаркарскиот клуб Тетекс. Подготовките се во тек, тренирате, бевте и на подготовки на Попова шапка, значи правите трошоци, а се уште не знаеме дали и не знаете дали ќе започне првенството и дали воопшто ќе се игра оваа сезона. Нешто околу подготовките. Како течат подготовките? Дали имаме нови кошаркари, дали имаме заминати кошаркари од Тетекс? Видите, ние како и секоја година, така и годинава направивме почеток на припреми на вештачката трева на спортски центар. Тука направивме едно 2 недели припреми и прв пат после 17 години, 2003 сме биле последен пат на Попова шапка, после 17 години пак сме направили припреми петок, сабота и недела, 3 дена, ама направивме по 3 тренинга дневно. Го користивме и во арена, го користивме и базенот, така да за тие 3 дена направивме добри подготовки, екипата добро се подготви, продолживме со надградба направивме, екипата е доста спремна, сега продолживме во салата во економско училиште, веќе како тренираме и таму скоро, да речеме, втора недела, така да екипата е истата од ланската година, немаме некои измени, Мевле Јунузи се врати, меѓутоа одма на стартот ја доби старата повреда, има нешто проблем со коленото. Тој е искусен играч, минатата година беше во МЗТ-2, меѓутоа и таму не настапи, одма на почетокот ја доби таа повреда, сега на вториот тренинг пак ја обнови повредата и сега не знаеме што понатаму. Сега треба нови снимања, ново. Тоа е еден да речеме стар нов играч кај нас, искусен играч, добар играч. Така да другите играчи сите се тука. Малку да речеме тие што се помладите играчи, што се малку добили искуство, така да верувам дека имаме една добра екипа што ќе биде конкурентна за првите 4 места. Дали одигравте контролни надпревари до сега и дали во план имате одигрување на контролни надпревари до евентуален почеток на првенството? До сега не сме одиграли ни еден контролен надпревар. Меѓутоа планираме да одиграме сигурно 2-3 надпревара. Имаме понуда веќе од некои екипи. Така да во текот на следната недела може и тоа ќе го направиме, затоа да видиме до кај сме, што сме и да видиме што сме сработили. Дали сме изработили
сме изработили добро или не сме изработили, како ќе делува теа припреми, да речеме, што се комбинирани, спортски центар, попова шапка, сала, така да видиме таа комбинација. Сега за сега екипата добро иде, тренизите се доста напорни и мислим дека екипата е скоро спремна за почеток на првенството. И за крај последно прашање од мене, што ако првенството не се игра? Еве, може би ќе се игра на пролет, меѓутоа еве есенскиот дел ако не се игра. Дали тука се прекинуваат тренинзите и екипите се распуштаат, одат на пауза до евентуален почеток на пролет или за следна сезона? Па не знам што да ви кажем, стварно еден трошок голем. Ние околу 20-30 илјади месечно имаме за тренинзи и за надпревари во салата во економско училиште. Така да не знам, не е и тоа не е начин да се распушти. Меѓутоа се надеваме дека ќе имаме подобри времења, дека ќе престане ова лудило, така да се надеваме дека набрзо ќе почнеме и со работа. Човек, благодарам за гостувањето во Спортски преглед. Благодарам и вас, ми беше чест и задоволство да бидем во вашата емисија. Викендов кој што измина, започна и надпреварите во првата машка одбојкарска лига на Македонија. Се одигра до сега само 3 надпревари. Шкендија Дибра Волеј 3:0, Весна Пробиштип Јанта Волеј 3:0, Угада Штип Вардар 0:3. Денес ќе се одигра надпреварот помеѓу Борец и Универзитет Тетово, додека надпреварот Џио Струмица Лирија е одложен. Искрено немам информација зошто овој надпревар е одложен. Настапуваат вкупно 10 екипи. Очекуваме деновиве да биде извршена ждрепката и за првата женска одбојкарска лига, која што треба да започне следниот викенд. Според моите информации, во женската лига треба да настапуваат вкупно 14 екипи, поделени ќе бидат во две групи со по 7 екипи. Ќе се одигра прво регуларен дел, а потоа ќе се продолжи со плей-оф и плей-аут. И за крај од денешниот спортски преглед, ракомет. Изминатиот викенд се одиграа надпреварите од второто и третото коло на првата машка ракометна лига на Македонија. Тоа е втор ранг, значи највисокиот ранг е Суперлига. Единствен представник од Полошкиот регион во оваа лига е екипата на Јехона од Гостивар. Во второто коло, во саботата, Јехона беше поразена од Аеродром од Скопје со 25:33, додека вчера во рамки на третото коло екипата на Јехона забележа победа над Ринија од Скопје со неверојатен резултат, можам да кажем и кошаркарски, 53:32. 21 гол разлика во надпревар на кој што паднаа вкупно 85 голови. Јехона настапува во групата А и тука имаме поделба на А и Б група со по 8 екипи. Најдобрите 4 продолжуваат во плей-офот за пласман во Суперлигата. Јехона во моментов е на 4-то место со 6 бодови, 2 победи и 1 пораз после 3 кола, односно на посакувана позиција која што води во плей-офот. Надпреварите во првата машка ракометна лига ќе продолжат следниот викенд, кога ќе се одиграат надпреварите од 4-то и 5-то коло. Воедно, тоа беше и последната информација во денешниот спортски преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Ни престои богата спортска недела, ќе имаме репрезентативни надпревари, ќе имаме надпревари од домашните првенства. Сите информации кои што за се она што ќе се случува во текот на неделата ќе може да ги гледате во спортските вести на КМ телевизија. Да ве потсетам, богатата понуда на спортски надпревари може да ја искористите, да ги уплатите вашите добитни тикети на уплатните места на Евротип, но и на онлайн обложувањето преку вебсајтот на Евротип. Без разлика дали ќе да се одлучите за она традиционално класично обложување на уплатно место или преку интернет, ве очекуваат големи изненадувања од спортските обложувалници Евротип. Довидување и се гледаме следниот понеделник.